Без тужителот Вице Заев во Скопска двојка минаа завршните зборови за судскиот процес, каде тој го тужи потпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски за клевета. Според тужениот, од кого братот на премиерот бара 500 евро оштета, оваа тужба е бесмислена и судот треба да одбија. Во своите завршни зборови Николовски потенцираше дека Вице Заев е јавна личност и мора да биде спремен да подлежи на критика, велејќи и дека во овој процес се докажал дека има голем број фирми кои остваруваат профит, што според Николовски го прават него главен бизнис фактор во државата. Врз основа на сите позитивни законски прописи во Македонија, членот 16 од Уставот, Законот за граѓанска одговорност и клевета, понатака Европската конвенција за заштита на човековите права, како и одлуките на Европскиот суд за човекови права, јас имам полно право да изнесувам своји ставови, гледишта и мислења, како и критики кон власта во својство на потпредседател на ВМРО ДПМН како најголема опозициона политичка партија. И во таа насока очекувам судот да го одбие ова тужбено барање, односно да ја одбие тужбата на Вице Заев. Наместо тужителот кој не беше присутен, завршните зборови ги даде неговиот адвокат Горан Заев, кој кажа дека од сите изведени докази се покажала основаноста на тужбата. Според Николовски, честно би било братот на премиерот да се појави и да ја застапува својата тужба, а не да бега. Сум непријатно изненаден што повторно Вице Заев не се појави тука во судот, имајќи предвид дека тој ме тужи мене, а не го тужам јас него. Логично е да се појавува и да си ја застапува тужбата, без разлика што има адвокат. Честно е, доколку мисли дека аргументите се на негова страна, да се појави и да биде присутен тука, а не да бега. Дојде само еднаш кога мораше да се појави. Во Основниот суд Скопје 2 нарочиштето за завршни зборови, на кое по барање на тужителот беше забрането снимање од страна на медиумите, се слушаше и спорната снимка, за која Николовски каже дека се однесувала на работата на владата, а не лично на Вице Заев. Пресудата ќе биде објавена на 22 април.